Gospođo zamenik ministar, loš start. Ne sam zadovoljan od odgovorot. I žal mi je, međutim, moram da kažem дека во земјоделството се води политиканство, а не политика. Станува збор за отварање на интервентен фонд, кој што не го ветив тоа јас, туку го вети Социјалдемократскиот сојуз во својата програма за живот, во кој што вели земјоделски интервентен фонд за кризни состојби во износ од 6 милиони евра. Во кој што, меѓу другото, да подсетам, се представува нова идеја која ќе се реализира доколку се формира новата влада, а со неја ќе им се помогне на земјоделците во случај на неповолни ситуации. Ќе се формира интервентен фонд од 6 милиони евра во првите 6 месеци од мандатот на новата влада. Колку пати по 6 месеци поминаа и овој интервентен фонд се уште не е формиран. Овие средства ќе се користат кога пазарната цена на земјоделските производи ќе биде пониска од нивната производна цена. Ова не го кажувам само јас, го кажувате и вие. Во овој фонд се планирани средства и за обештетување на земјоделците од временски непогоди. Дали во изминатиот период имавме сериозно оштетување и намалување по тој основ на приносот на грозјето? Да, конкретно зборам за овој интервентен фонд за лозарите. И ќе го образложам зошто ви се потребни овие пари и зошто, затоа што немате во програмите пари, немате од каде 46 милиони должите, немате средства од каде да излечете за да им дадете 2 денари по килограм откупен на лозарите. Идеална прилика ви ова, но за тоа покасно. Значи, никој никогаш повеќе нема да ги подценува земјоделците и да се пазари со нивната мака. Земјоделците кои имаат финансиски забугови нема да бидат ставени да се справуваат самите со нив. Исто така, овој интервентен фонд ќе се користи и во кризни состојби при пласман на земјоделските производи кога откупната цена е пониска од производствената. Почитувани колеги, пред се од СДС, вие знаете дека производната цена на грозјето во нормални услови се движи некаде околу 12 денари за килограм. Меѓутоа, сега имаме сериозно, како што кажав, намалување на приносот на грозјето и по тој основ зголемување на трошоците на неговото производство, односно зголемување на производната цена од 12 на 14 до 15 денари за килограм. Ако ова не се сериозни проблеми и ако ова не е кризна состојба, не знам што би можело да се окарактеризира. Не ги земам во предвид јаблокопроизводителите во Преспа кои што се уште не се исплатени, не ги земам во предвид ниту производителите на праски во Ростоман кои што ниту некогаш ќе добијат одлука за обештетување, ниту пак ќе добијат дополнителна нека субвенција заради тоа што тие се така дизајнирани да ниту еден производител на праски не може да ги исполни условите за да може да аплицира и евентуално да добие праски. Сега ќе се навратам на следново. Оваа година, доколку стануваше збор на откуп на грозје од околу 120.000 тони, а нема да биде, инаку во редовни винарски години просечно се откупувале 140 до 150.000 тони грозје. Оваа година, евентуално доколку се откупат 120.000 тони, веројатно ќе бидат и помалку, тоа значи дека овие 2 денари и плюс 1 од дополнителната субвенција, 3 денари, се висината на средствата и малку повисоки, кои што ние ги предлагаме со овој интервентен фонд. Овие 300 милиони денари се наменети токму за лозарите. И вие морате да имате разбирање за нивната мака, за трудот и за обесправеноста. 120.000 тони грозје се еквивалент на 5,5 до 6 милиони евра.
еве ги тие пари, или во најголем дел. Затоа што, верувајте, ако го погледате буџетот на Министерството, односно на платежната агенција, ако ја погледате програмата за финансиска поддршка, каде што нема шанса да се изврши никаква пренамена или префрлање на средства во овој износ, тогаш единствена можност за да се обештетат лозаропроизводителите се е токму преку овој интервентен фонд. За вас е добро. Јас во мојата дискусија на крајот замолив сериозно да бидат разгледани амандманите кои што ќе ги предложиме. Ова е ваш предлог, ваше ветување, кое не е реализирано, имате сега шанса да го прифатите, за да им излезете во пресред и на лозаропроизводителите, ама во исто време да го изреализирате тоа што сте го ветиле. Патам да кажам, вкупниот бизнис со виното и со гроздето во Македонија на годишно ниво изнесува некаде 120 па и до 140 милиони евра. Зависи од квалитетот на винската година. Доколку станува збор за оваа година за откуп на 120.000 тони, а нема да бидат толку, меѓутоа еве нека се 120.000 тони, да земеме некоја просечна откупна цена со малку повисоката цена на високосортното грозје, меѓутоа тоа има помала количина, но сепак еве да земеме некоја средна цена, тогаш средствата кои што лозаропроизводителите треба да ги добијат врз основа на откупеното, односно предадено грозје произведено од нивна страна, изнесува некаде околу 25 милиони и 500 илјади евра. Од 25 милиони до 120-130 милиони, знаете колку има голема разлика. Па тука е нашата заложба, зошто овие земјоделци ги сметаме дека се онаправдани и дека мораат да бидат соодветно вреднувани, односно вреднувано нивниот производ со цена која што ќе ги покрие пред се производните трошоци во овие услови драстично зголемени, а во исто време да можат да оспорат и приход заради тоа што и овие луѓе имаат семејства. И овие луѓе своите деца, своите внуци мораат почна школската година да ги облачат со патики, со учебници, мораат да купат огрев, доаѓа зима. Со кој пари ќе купат? Затоа, единствена можност во оваа ситуација за земјоделците, доколку владата навистина сака да им излезе во пресет и доколку навистина е искрена во намерите во ветувањата дека ќе се одобрат дополнителни средства, а единствена, според нас, можна излезна ситуација за да се обезбедат овие средства е токму преку формирањето на овој интервентен фонд. Имате 46 милиони евра нереализирани обврски за оваа година до сега. 2017 тоа биле 44, минатата година 52, значи се прелеваат од година во година. Оваа година до сега 46 милиони и 90.000 евра. Затоа што е престегнат, како да кажам, нема простор во буџетот на платежната агенција во Министерството. Единствена можност за да им се излезе во пресред на добар начин и на задоволителен начин во интерес на лозаропроизводителите е формирањето на овој интервентен фонд, кој што повторно ќе нагласам е ваш предлог, ваше ветување, кое што за жал се уште не е изреализирано. Благодарам.